Веќе и врапчињата на гранките знаат дека младата Антонија Гиговска е во среќна врска со пејачот Иван Јованов. Во едно неодамнашно интервју за Backstage, вокалот во составот на Libera Band јавно на својата сакана и порача да прекине да јаде макарони, односно тестенини, секој ден. Да не јаде многу макарони. Зошто? Со сос или како? Нема врска сосот, не сосот. Да не јаде макарони само и тоа само. Имено, токму ова јадење е низина најголема слабост, а Гиговска, освен што го дегустира секој ден, исто така сама и го приготвува. Го спреми и пред нашата камера, и тоа во кујната на кафеа на Лантерн, а процесот на подготовка изгледаше вака. Ние решивме да те предизвикаме, да те поканеме овде во Backstage и да видиме на лице место како ќе приготвуваш макароните. Кажи ми, дали си спремна најправен за овој предизвик? Па, шо ме предизвика. Значи сум спремна, искрено само тоа знам да правам од така приготвување на јадење. И стварно ми се омилени, не знам како ќе ги одвикнам, мислам пробав да ги одвикнам и еве сега вие пак ме предизвикавте, затоа не можам да се да се тргнам од нив, нема како. Така да ќе видиме ајде што ќе биде. По принцип од тестенините додат или во комбинација со разни сосеви. Кажи ми кој сос тебе најмногу ти се допаѓа? Па болонјеза дефинитивно. Дали денес ќе видиме како го приготвуваш тоа? Да. Да. Ајде да почнеме. Lažeš da sve dao bi za mene. Čak i ona sve to zna. Da li ona sve to zna? A mogli smo. Кој би рекол дека Антонија е девојка за се? Тестенините добија оцена 10, а Гиговска реши да го возврати ударот. И еве што го предизвика Иван. Сега го гледаме финалниот производ, твоите макарони, тоест болонјеза. Пред да го вкусиме, кажи ми кои состојки ти беа потребни? Па требаше да ставиме кромит, требаше да ставиме доматен сос и тоа е тоа, макароните само да се сварат и одозгоре нели има пармезан како декорација. Така. Отприлика некои 15-20 минути се потребни. И сега бидејќи ова всушност беше врз основа на прозивка од страна на Иван. Кажи ми дали може да го возвратиме ударот, што би се рекло, да го предизвикаме ништо Иван за наредно да направи во Backstage? Па сега дали толку многу да го погодам или малце помалце да го погодам? Како да слушам? Па или да го предизвикам да прави трилече, пошто ни е омилено на двајцата, а требаше ја да научам да правам. Сега дали он да научи, он да ми прави или да се нашминка. Не знам што емисија. Што мислиш? Што мислиш? Да се нашминка? Па ќе се шминкаш, ајде. Поздрав. Ајде, одиме да вкусиме да видиме што си ни направила. Гледајте Backstage, ќе биде интересно.